Штип доби 2 милиони евра само за оваа година за развој на големиот проект за изградба на магистрала, кое што во изминатиот период помина на владината седница. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски на денешната посета на градот истакна дека од големо задоволство да се поддржи и да се помогне на сето она што Штип го работи. Додава дека за оваа година досега се инвестирани 1.100.000 евра за рехабилитација и изградба на улиците во градот. Мислам дека нема ништо подобро од тоа да инвестираме во развој на инфраструктурата. Можам да кажам дека Штип го има еден од најдобрите градоначалници во Македонија воопшто и не ласкам со ова што го кажувам, туку го мислам, затоа што ваков обем на активности ретко можете да видите во било која друга општина во Македонија и затоа е задоволство да се поддржи и да се помогне сето она што може да се направи. Како што кажа градоначалникот, само оваа година досега веќе инвестираме 1.100.000 евра во рехабилитација или изградба на улици. Тоа се улиците Панче Караѓозов, Крстосницата кај Сенјак, тоа е Петти корпус, Браќа Даневи и улицата Солидарност кои што се веќе завршени, а во тек е реконструкција на овие улици кои што сме тука. Тоа е улицата Христијан Тодоровски Карпош и улицата Асном, а исто така е завршена и локалната улица во Широк дол. Тоа е првата работа која што тековно ја тераме оваа година. Втората работа која што исто така мислам дека е многу значајна е што со средства од буџетот општина Штип доби некаде околу 2 милиони евра само оваа година за развој на еден голем проект кој што треба да биде изградба на градска магистрала на трасот населба железница до местото викано Рибник, која што ќе е во вредност од некаде 2 милиони евра и тоа е веќе одлука која што е помината на влада и одлука која што ја потпишавме заедно со општина Штип. Градоначалникот Иван Јорданов истакна дека Штип доби комплетна опремена подземна инфраструктура, а така ќе се продолжи во наредниот период. Додава дека населбата Леваци ќе биде комплетно завршена со подземна инфраструктура од Министерството за транспорт и врски, а надземна на општината Штип. Навистина ми е драго што денес во посета на Штип е потпредседателот на владата и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Со чијашта поддршка Штип дефинитивно продолжува да се гради, затоа што се наоѓаме во населбата Леваци на улицата Христијан Карпош, која што се асфалтира благодарение на средства преку Министерството за транспорт и врски и Светска банка. Не само оваа улица, се асфалтира и улицата Асток, кои што улици претходно со инвестиција на општина Штип добија комплетна промена на подземната инфраструктура. Така ќе продолжиме и во наредниот период, затоа што навистина ми е драго што преку Министерството за транспорт и врски се одвоија средства со кои што ќе се промени подземната инфраструктура во неколку населби во нашиот град, вклучувајќи и населбата Леваци. Сакам да најавам дека токму во оваа населба, која што откако е изградена пред повеќе од 50 години, немавме никаква инвестиција како локална самоуправа досега, а еве со реконструкцијата на улиците Асном и Христијан Карпош најавувам дека комплетно ќе се реконструираат улиците Рудо, Голенеделковски, остатокот од улиците Христијан Карпош и Асном и со тоа практично ќе се заокружи целата населба. Покрај ова, министерот истакна и дека вчера бил распишан тендер за доизградба на браната на реката Отиња, што конечно ќе значи завршување на овој долговетуван проект, а за истиот се одвоени 2 милиони денари за завршувањето. Тендерот е активен, а вкупната инвестиција ќе биде околу 8 милиони евра.